Во наредните минути ве носиме во Светиниколската котлина и ви ги представуваме природните ресурси и културното наследство со кое што се гордее овој дел од нашата земја. А на оваа тема ќе разговараме со мојот гостин кој што утрово ни допатува од Свети Николе. Ќе го посакам добро утро и добре дојде во Македонија наутро на Никола Ристевски. Добро утро, здраво живо. Се надевам дека ќе имаме убав разговор и ќе ги представим убавините на Овчеполието и на Свети Николе пред вашите гледачи. Така. Најпрви би сакала да ве прашам како вие всушност започнавте да работите на под наводници откривање, но пред се промоција на туристичкиот потенцијал на Овчеполската котлина. Благодарам, како што е познато на јавноста, веќе долги години, повеќе од една деценија, работам на истражување на природните ресурси и културното наследство не само на Овчеполието, туку и на цела Македонија. Така. Во изминатите години како автор на дузина книги, продуцент во продукција Аристон во последните 3 години, но и со автор на многу интернет страници за мојот роден крај. Неминовно беше сето тоа што го правам да се поврзе со туризмот, откако во 2012 и 2013 мојот пријател и соработник Домагој Николич од Хрватска заедно со Крешимир Мишек не споменаа на рубу знаности интересот на заинтересираните посетители и туристи од буквално целиот балкански, односно македонски полуостров се зголеми, па така и покрај ситуацијата во која што се наоѓаме сите во последните 2 години, сепак се повеќе и повеќе заволена висината луѓе не само од други земји од соседните, туку и луѓе од Македонија се интересираат и доаѓаат се повеќе и повеќе во Овчеполи, во главната населба во Овчеполската котлина Свети Николе. Природните ресурси и културното наследство во Овчеполската котлина воодушевуваат со својата древност, но и автентичност и што е најважно веќе и со достапност во 2021 година. Можеме ли на самиот почеток од нашиот разговор да споменеме барем дел од оние културни вредности, културно наследство и природни ресурси со кои што располага Овчеполието? Свети Николе е централна и главна населба во Овчеполската котлина. Во Свети Николе, заинтересираните посетители и туристи ја посетуваат црквата Свети Никола најмногу, ридот Свети Илија, каде што се наоѓа новата црква посветена на Света Лидија Македонка, чие што осветување беше многу скоро. Се извинам. Општинската установа Народен музеј од Свети Николе, кој работи од понеделник до петок, наскоро се надевам дека ќе почне да работи и во сабота, е посетуван исто така од посетителите и туристите, но она што е интересно е во непосредната близина на Свети Николе, во атарот на селото Кнежје, кое што е на 3 нешто километри до Свети Николе, докаде што може да се стигне по асфалтиран пат или пешки по пешачка патека, се наоѓа градиштето, големото градиште, за кое што археолозите уште во 1976 поставиле предпоставка дека го крие еден од најголемите градови во антиката, големиот град на Пеонија, Била Зора, односно понашки Бела Зора. Така. Тоа е најрепрезентативниот археолошки локалитет од антиката на територијата на Република Македонија. Кај нас, како што сме споменали, има многу стотици археолошки локалитети, буквално од сите цивилизацијски ери и епохи, од неолитот па се до средниот, од палеолитот па се до средниот век. Геоглифот, Говедар камен, се други локации кои што се во непосредна близина на Свети Николе, но ние ги имаме ридовите Богословец, со црквата Свети Јован Богослов, позади кој има една кисела минерална вода, каде позади кој има и Богословеци и брегалница се наоѓа редени камења или познатиот ѓаволски зид. Врвот посветен на Свети Јован Богослов и црквата Свети Јован Богослов се вистински магнет, би рекол, за оние влюбеници во македонското културно наследство. Од другата страна е ридот Ѓуриште на Градиштанска планина, Така. со Ѓуришкиот манастир посветен на Света Богородица. Ѓуриште од подножјето до врвот исто така има цел слој на цивилизацијски слој на потврдени локалитети, повторно од праисторијата па се до средниот век. На тој ред многу луѓе доаѓаат да собираат билки, диви шумски плодови. Домаќин на манастирот е Деодане, кој што се радува на секоја нова посета. Од другата страна се наоѓа еден друг помалку промовиран дел од општина Свети Николе. Тоа е пределот од Немањици преку Мечкуевци, Ранченци, Патетино. Во Ранченци е манастирот Света Недела, во близината на Патетино е подигнат камен, на вистинска туристичка атракција.
Немањици е едно од селата за кое што најмногу се пишувало во минатото. Да, дел од се Волчје тоа поле. што споменувате ќе погледнеме и во инсертите кои што течат во разговорот, така? Така, баш сега гледаме ова е од едно од многуто туристички посети кај нас. Да. Реки луѓе и автомобили пред геоглифот Волчје поле. Иако комерцијалната понуда многу често се подразбира во она што е општо прифатено како за туризам, како дека тука требаат некакви скапи хотели, услови, не знам какви, сепак она што го работиме веќе доказ дека со правилен пристап кон нештото, со многу упорност, истреност и многу работа, но и со соодветно презентирање, представување и прикажување на потенцијалот кој што го имаме пред јавноста, успехот е неизбежен, затоа што интересот на јавноста потврдува дека она што го правиме е добро и квалитетно, поддржани од нашите пријатели од Македонија, новинари, медиумски работници, луѓе кои што исто така работат туристичка работа, но и нашите пријатели од странство, од другите земји. Се надевам дека се повеќе луѓе од македонското иселеништво ќе при нивните посети во Македонија ќе доаѓаат во општина Свети Николе. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите заинтересирани за природните ресурси, културното наследство и древниот македонски мит и бит на овчеполието да не посетат Свети Николе на непосредна близина до Скопје, се стига за 40 минути, пола час. По самиот пат веќе кој ќе тргнете нааму на првата клучка кај преод можете да се исклучите за Кондјуриште, па од таму да ви почне турата. Она што е најважно дека се работи на промоција на сите овие места кои што досега ги спомнавте и се работи на пристапноста, да бидат пристапни до сите оние туристи и сите луѓе кои што сакаат да ги посетат и да ги видат. Сега ќе одиме со она што е основен повод за вашето гостување во Македонија наутро, а тоа е промоцијата на книгата Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал на Овчеполската котлина. Имате напишано многу книги за промоција на Овчеполската котлина, меѓутоа овој пат зборуваме за управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал. Вие ќе ни кажете малку повеќе за тоа што се содржи оваа книга. Ова изданието Управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина, кое што представува скратена верзија од мојата магистарска теза од 2017 година. На корицата можете да го видите мојот соработник од продукција Аристон Дуле Јанев, како го наблюдува Овчеполието од еден рид кај селото Трстеник, кое што е на возвишението Ѓуриште. Поздрав до мојот пријател, соработник, доктор Јордан Ѓорчев од Меѓународен Славјански универзитет, со кој што почевме да соработуваме 2016, 2017 магистрирав со споменатиот труд, соработуваме веќе од тогаш наму постојано, ме поддржува во се што правам, а сега веќе и таа магистарска теза ја направив во скратена верзија како книга, дополнета со мои препораки од сегашна гледна точка, затоа што текстот е пишуван во 2017 година, дополнета со мои препораки за 2021, за кои што не требаат, воопшто не требаат некакви огромни ресурси и се надевам дека локалната самоуправа конечно ќе почне да ги применува. Тоа би значило што досега е направено и да одиме напред кон она што треба да се исправи за да бидеме поуспешни во управувањето и маркетингот, во промоцијата на туристичкиот потенцијал. Што е тоа што ни недостасува и на што треба посебно внимание да обрнем? Ова што можевте да го видите како инсерти, беа инсерти од градот, единствениот град со име на светец во Република Македонија, Свети Николе. Другото беше од Ѓуриште, воздушната бања на Свети Николско и на Овче поле. Другиот инсерт беше од археолошкиот локалитет Билазора и геоглифот го пуштивме. Сето тоа се видеа кои што можат да се погледнат на YouTube каналот на продукција Аристон или Аристон Production, кои што се правени од мене и мојот тим, кои што не се поддржани од ниту една официјална институција, со нашата работа преку објавување на информации за тие туристички атракции во Овче поле на интернет страницата ovčepole.mk, nikola.ovčepole.mk и svetinikolе.ovčepole.mk. Преку нив се добиваат доволни информации, да. Се добиваат доволни информации преку видеата и визуелно може да се долови, на YouTube може да се слушне и нарацијата на видеата. Тоа што до сега е сработено во изминатите 10 години е успешно анимирање на јавноста од моја страна заедно со мојот тим и ширење на убавиот збор за Овче поле не само во Македонија и на Балканот, туку буквално и во целиот свет.
Сега го гледаме геоглифот. Така, сме споменале дека не имаше и на History Channel дури пред неколку години. Постојано се пишува за нас на секој втор месец, може да се провери на интернет на релевантни страници кои што истражуваат такви мистични древни места. Оно што сега треба да се направи е сите тие ресурси, целиот тој потенцијал во кој што е вклучен и човечкиот потенцијал кој што го споменува, да се стави на едно место и да почне да се работи организирано за пролетта, живи и здрави да сме следната година, конечно во општина Свети Николе организирано да почнат да доаѓаат приходи од заинтересираните посетители и туристи. Ние сега уште немаме официјална сувенирница, но и покрај тоа заедно со печатницата со која што ги печатиме книгите со Бубамара Хит и со Славенски универзитет, веќе имаме подготвено разгледници, беџови, други сувенири, за кои што заинтересираните ги бараат и луѓето приватно си ги наоѓаат, но се надевам дека ќе има сувенирница, дека ќе ни биде поддржана виртуелната туристичка мапа на Овче поле, која што веќе е при крај, ја работиме со мојот тим од Овче поле МК. Наскоро по оваа книга денес ќе се промовира во... Да, токму и тоа сакав да кажам. Денес имаме можност да направиме на предпромоција, предофицијалната промоција, која што денес ќе се случува во 12 часот во Свети Николе. И да ги поканиме сите оние кои што сакаат да напладне. Сите оние кои што сакаат ќе можат на YouTube каналот на продукција Ристон да гледаат пренос во живо. Поради условите, промоцијата ќе се одржи во убавата библиотека на Меѓународен Славенски универзитет во Свети Николе. Ќе има убави говорници, луѓе кои што се стручени на таа тема, ќе можат да слушаат заинтересираните подоцна. Ова е само увод во серија настани кои што ќе траат до Свети Никола, до денот на Свети Никола, односно до неколку денови по Свети Никола, до празникот Спиридон на занајачиите. Почнуваме денес со промоција на управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина. Продолжуваме во недела со промоција на зборник за Свети Николе. Огромен зборник за Свети Николе, огромно издание со скоро 200 страни, со многу стари фототипи, карти, мапи, мои текстови и текстови од други автори. И сечоци од вестници и многу други информации. Првите научни трудови за градот, за единствениот град со име на светот во Република Македонија. И потоа ќе продолжиме со изложби на фотографии, промоција на документарен филм за Свети Николе. Го поздравувам мојот тим од продукција Аристон, со кој што работиме на документарна серија и краток документарен филм и за Охрид. Сето тоа дополнително ќе го представуваме и ќе го промовираме пред нашите гледачи. Денеска еве официјално и ја промовиравме оваа ваша нова книга, ќе го следиме вашето работење и вашите активности и се што е убаво интересно да се представи, секако ќе биде представено во наредните изданија на Македонија наутро. Ви благодарам многу за вашето гостување. Ако имате само за крај една порака или поздрав до нашите гледачи. Ви благодарам. Живи и здрави, да ни е жива и здрава Македонија. Добродојдовте во единствениот град со име на светот Свети Никола во Овче поле. Поздрав. Ви благодарам уште еднаш.